цел пат не вода. Се уверивме што може да направи една огромна стихија која не може да се означи само како последица од голем дош и од град, туку тоа што се случило дека имало тајфунска сила и рушило се пред себе. Така да штетите се извънредно големи, рекол огромни, почнувајќи од домовето на многу семејства кои се со големи оштетувања, ќе треба многу напори за да се возобноват. Основната градска инфраструктура по која е негативно позната е многу оштетена. Потоа фабриките исто така, овие што ги погледавме, се во една многу лоша состојба. Мислам дека во овакви моменти, ако сме во тешка економска ситуација, не се сомневам дека нашиот народ ќе покаже солидарност, а државата ќе ги изврши оние обврски кои вообичаено според законите за вакви големи штети се предвидува. Е вообичаено да се дават некои авансни средства за да може да се почне таму кај што нема друга можност, но најважно е да се забрза вистинскиот увид во тоа што се случило и да се проценат штетите и што треба све да се превземе врска со тоа. Меѓу првите приоритети, ја би рекол, згрижување за семејствата кои останале без покриви со оштетување на спрат или два спрата од водата. Армијата и овој пат прва притекна во помош на настраданото Неготино. Мајорот Звонко Милков е еден од одговорните кои што овде раководат со војниците вклучени во расчистување на оштетеното Неготино. Колку сте задоволни од соработката која што имате со местното население? Веќе ние неколку дена сме овде од гарнизонот Тито Велес и од гарнизоните Куманово и Струмица и остваривме добра соработка со местното население, со органите на власта и заеднички работиме со иста цел, значи да му помогнеме на градот да што побрзо се воспостави нормалниот живот и работа. Работиме на повеќе објекти, односно на повеќе пунктови. Работиме во центарот на градот, на градското пазариште, на чистење на колекторот, на спортскиот центар и на некои други пунктови во градот кај што се моментално најпотребни припадниците на армијата, односно нивната помош.